Убаво е кога има утре. Е мотото кое стои на Facebook профилот на оваа девојка. И можеби за многумина ќе звучи како клише или едноставно како мудра мисла. Но за оваа девојка секое ново утро е благослов, а секој изгрев на сонцето е нова радост. Еве а незината приказна. Можам да направам баш се. Можам планетава да ја скршам на две. Но тешко без тебе. Прво, нели, сестра ми, па тетка ми, па војко ми, па другарки. Да смислам некој нов и подобар свет. Толку желно сакаш да помогнеш, а не си сигурен дали ќе успееш во тоа. Тешко без тебе. И мисля дека како тогаш не спогодувам, нема никогаш. Зато нам глуви тажни звона, колку да сакам се пак за. Јас сум Тања Јовевска од Скопје, 46 години. Јуни месец ми диагностицира карцином на дојка. До приказната на Тања стигнавме по пријавата на нашиот Facebook профил, кога нашата идеја за враќање на насмевките на лицата и сјајот во очите беше препознаена од администраторката на групата која постои за поддршка на жените болни од канцер. Поддршка која Тања до јуни 2018-та мислела дека никогаш нема да и затреба. Затоа што била полна со елан, со идеи и со планови, полна со живот и задоволна од тоа што конечно воспоставила целосна контрола. Планот за посета на земјата каде е родена Германија само го чекал печатот во пасошот. Прва задача ми беше да останам, си дадов месец дена фора, да си ја вратам келажата, од која ќе ја вратам келажата, тогаш веќе започнува комплетно, нели, враќање на она што може веќе да го вратам. И така полна себе, бидејќи едукацијата иде одлично, нели, слабењето не за месец, за 3 недели си ја вратив келажата. Картата веќе спремна, нели, за одмор, остана, нели, да си го посветам тие 2-3 дена, си го посветам времето за себе, што јас тоа го немав направено скоро 9 години. Да, скоро 9 години. Со елан во душата, со насмевка на лицето, планови пред себе, тој навидум обичен топол јунски ден, кој бил еден од низата броени денови, ќе се претвори во кошмар без никакво предупредување. Симптоми немаше никакви, барем јас тоа време мислам дека немаше никакви симптоми. И некаде беа тоа последните денови од работењето. По работа, како што се вратив дома, едноставно го напипав. Оно што напипав воопшто не ми се допадна, бидејќи беше огромна топка. И тогаш више почна на тркало на среќата по клиниките. Уште при првиот преглед се констатира дека мора да се отвори, да се направи операција. Со тоа што, нели, како што рече, јас не сум гатач, треба да ги почекаме сите резултати, да видиме колку е, или до кој степен е сериозноста. Значи нема чекање недела, нема 2, нема 3. Туку, нели, треба ова веднаш да се отстрани, така што доктор Джиковски уште следниот ден веднаш 12 на пладне ме стави под нож, отстрани што отстрани. Потоа се продолжи, нели, цитолошкиот наод требаше да се причека за да може, нели, онколозите да ме преземат. Значи недела дена некаде отприлика се чекаше наодот. Излезе дека е 3А стадиум, што, нели, во прв мој момент тоа беше страшно поразително.
И на сево ова следуваше прашањето. Кои се емоциите кои те преплавуваат во таквите моменти? Лутина, тага, бес, себе сожалување или... Бев многу лута. Зошто? Прво, нели, сестра ми, па тетка ми, па војко ми, па другарки. Зошто мораше? Зашто, нели, не ме заобиколи барем еднаш јас да имам среќа? Но таму во тие ходници, ходниците на онкологија, нарекувани ходници на смртта, кои Тања ги нарекува ходници на себе просветлување, го нашла одговорот зошто канцерот и се случува неизе. Што јас дозволив. Делумно, значи не целосно, колку ние сакаме да кажеме ние целосна контрола на нашите животи, немаме. Еве во мојот случај, тука и генетиката вплеткана, но сепак оној дел каде што сум можела јас да преземам целосно, јас со години тоа не го правев. Иако во текот на тие години по смртта на сестра ми, единствено што успеав да соберам сила да магистрирам и место тоа да ми биде нели некој двигател за да се исправам пред таа болка, јас го направив спротивното. Јас продолжив со беста повеќе и продолжив со нервозата, продолжив да уживам во болката. Соочена со себе и комплетно одговорна пред себе, Тања морала да се соочи и со родителите, чија рана се уште стои расчепкана, а срцето распарчено од загубата на едната ќерка. Они тешко прифатија. Само 5 години се од сестра ми помина. Зато на колку е болно кога твој најблизок, нели, му дава таква диагноза, дали да мислиш на својата болка, на стравовите, дали да го гледаш во очи и да му ја даваш, нели, силата на бол. Толку желно сакаш да помогнеш, а не си сигурен дали ќе успееш во помошта. И кога веќе соочувањата со диагнозата се завршени, соочувањата со себе си и со најблиските се освестени, следува соочувањето со хемотерапијата и желбата да се надитри и надмудри соперникот. Јас пробав да бидам, еве, например, во однос на косата чекор предходно. Значи, не дочекав да почне да паѓа, па да ја шишам. Јас отидов, седнав и реков шишај, до крај. И тогаш следува хемотерапијата. Очи во очи, на рингот наречен кревет и рундите кои се 7 на број. 8 хемотерапии, 8 нокаути, баш буквално трескања, нели, од земја, што толку те поместува, тоест ме поместија, што сета вар од душата почна да се трга. Така што јас можам да кажам во целата мака дека јас сум и сепак среќен човек, бидејќи толку многу луѓе имаше околу мене. И тие биле најтешките денови, а агонијата најголема после 8-та хемотерапија, но и радост најголема после истата таа 8-ма хемотерапија. Како што заврши 8-та хемотерапија, можеби тогаш ја беше на последното, само на најјакиот удар, кога не можев 48 сата да заспиам. И мисля дека како тогаш не спогудала, нема никогаш. Некако успеав да заспиам. Следниот ден, некаде околу 10 часот, се пробудив. И за прв пат дојдов со срцето и успеав на глас да кажам јас сум тука и јас ќе бидам тука. Јас од тогаш повторно плачем, јас сум среќна дека можам да плачам.
Веќе кога дојде до свестување, ако почнам да ги мерам работите, нели, што имам, а што немам, што сум добила, што сум можела, нели, да изгубам, па и дека не е толку се страшно, дека не е толку се црно, дека всушност јас имам втората можност. Али втората можност сигурно ќе биде со насмевка. Плаче вели и плачам секогаш кога тоа ќе ми дојде. И не му се спротиставувам на текот. Ако е лошо, признавам, не трапам, а истото им го препорачувам на сите. Единствено нешто што нели би им порачала, значи во однос на исхраната да се слушаат себе си, односно своето тело, да се подпираат на сето она што им го велат лекарите, а во однос на себе да проба да го надминат стравот. Значи, ако нешто убива овде, во тие моменти е стравот од неизбежното. А дали ние се плашиме или не се плашиме, неизбежното ќе дојде. Па тогаш, додека го чекаме ни неизбежното, тогаш да, подобро да се смееме. Тоа би им порачала. И после се, следело соочување со себе си. Отстранетата една града веќе бил прифатен факт, но во огледалото сега била една сосема друга Тања. Да, тогаш дојде стварно шокот. Дали, која подзагледав и косата, и устата, и вегите, и трепките, и менувањето на боја на косата, и се останато, да, дојде. И велам, добро, ова не е ништо што не може да се сработи. Но, сепак ти треба ветер во грб, нели, за да го направиш тоа. Викам, боже мој, каде сега јас да почнам со сето ова? А сакам. И само во групата Љубов сме. Објава. Љубовчиња моје, Елие, дали е некој за? Јас. Тања, сериозно? Најсериозна на свет сум. И тука некаде е причината поради која ви ја представивме исповетта на Тања. Свативме дека на Тања насмевката не и недостасува, но фали сјајот во очите и тук таму затреперување на срцето. Па време беше да се направи план, а планот почнува со средба, намерна и закажана. И официјално здраво. Здраво. И добре ни дојде. Добро ве најдов. Кажи ми, дали си подготвена сега за трансформација? Спремна. Спремна комплетно. Комплетно. Имаме некакви очекувања како сакаш да изгледаш на крајот? Најубава на мама и на тато. Тоа сигурно си. Најубава на мама и на тато си. Не, знаат и они да критикуваат веќе во последно време. Тогаш, значи, одиме да ја направиме трансформацијата и на крајот да бидеш најубава на мама и на тато. Најубава за себе. Така? Да. Ајде да одиме. По пат ќе ми раскажеш што се случува, заради тоа што генерално трепките ти се паднати. Ќе видиме што се случува со вегите, заради тоа што треба да знаеме. Можеме да направиме тетоважен, можеме, и да видиме што ќе правиме со фризурите. Во суштина, враќањето на правобитната состојба на лицето на Тања беше првото барање кое го добивме при пријавата. А бидејќи козметологијата е напредната до максимум, враќањето на природниот изглед по пат на неинвазивни методи сега е полесно од било кога. Затоа и се упативме во салонот за убави на Плежар, кој освен комплетно уживање нудат и трајни решенија во однос на убавината на жената. Конкретно нам ни беа потребни трепки и веќи. И колку и да изгледа едноставно заради целата состојба на Тања, моравме да направиме еден сериозен разговор од кој ни зависеше целата мисија во трансформацијата на Тања. Јапонското исцртување на веге е всушност аплицирање на пигмент од кожата, односно меѓу дермисот и епидермисот. Значи, тоа е еден вид на тетоважа, што не е трајна како, нели,
останатите тетоважи. Во зависност од типот на кожата може да трае од 2 до 3 години. Значи, после тоа време избледува и со тоа можете да направите освежување на бојата. Јапонската метода е уствари исцртување на микровлакненца за да се добие природниот изглед на веѓето. Односно да изгледаат ко природни влакненца споени со вашите веѓи. Значи имаме трајно решение за Тања. Ама за жал не така брзо. Пошто ми кажавте дека последната хемотерапија е неизвестно пред неколку дена, јас не би ви предложила сега да ги правиме, да почекаме да помине барем извесен период од месец-два, за да тогаш да ги направиме, зашто не се препорачува јапонското исцртување да се прави во А што е со трепките? Трепките вообичаено ги правиме 1 на 1, уствари за да бидат поприродни или ги правиме хибридни трепки. Тие се за поголем волумен. Нашиот лепак со кој што работиме е хипоалергентен, нема да ви предизвика алергиска реакција на очите. Со тоа што не треба да се загрижувате нели да не имате последици од лепакот или вашите трепки дека ќе испаднат. Трепките вообичаено паѓаат на 3 недели, односно се регенерираат. Со испаѓањето на вашата трепка, така си паѓа и вештачката, односно овие се свилени трепчиња. И тоа не треба да ве загрижува дека отпосле нели ќе останете без трепки или дека ќе ви предизвика речење на трепките и така. Инаку може постојано да се прават, нема никое, мислам, нема страни ефекти ако ги правите повеќе пати. Можете и со паузи исто така. Се е зависност од вашата природна трепка. И да не наидеме на уште еден неочекуван момент, моравме да видиме што е со трепките. Првиот момент беше да се направи преглед за да знаеме дали воопшто можеме да имаме нови трепки на Тања. Неизвестноста присутна. Ама потегот со четкичката го даде одговорот. Трепки можеме да ставиме. За да ги поставиме сепак мора да се имаат и сопствени трепки, а Тања ги има. И трепкањето може да почне. Во меѓувреме јас заминав во Медикус Хелп и нивниот центар за жена, каде работат на враќање на самодовирбата на заболените од канцер. Тука требаше да видиме што имаат на располагање за Тања и заклучивме дека периката е она што е најнеопходно во моментов. Договорот е да се вратам заедно со неа. И да провериме докаде сме со трепките. Баш ке заведува трепки. Трепки имам после толку време. Новите трепки се спремни. Сега ќе направиме еден предизвик, за да видиме колку трепкаат новите трепки. Значи, кој прв трепне, губи кладба и треба да свари кафе. Ама буквално да го свари кафето. Договорено? Чекај сега да потрепкам. 3, 4... Готово. Вари кафе. Тоа те тера двака да трепкаш. Тоа значи дека се добри трепки, дежам трепкаат. Едноставно им иде. Ништо, ќе повториме пак. Мора, нели? Предизвикот, реванш. Прифаќаш реванш? Реванш. После и со шминка реванш. Ајде се одиме.
кафе сме пиени, трепки имаме. Одиме по другите потребни реквизити за Тања. Тања носи очила, а по хемотерапијата забележала дека нешто не е во ред. Тешко се фокусирала. Прегледот тргна вообичаено, ама траеше прилично долго. Изгледа како да има некој проблем. Дали се е во ред? Добродојавте во танцовите на Бармина Ранкица. Ова е танцот кој постои веќе 13 години, стои во Република Македонија. Клуб кој се занимава со латиноамерикански стандардни танци и клуб кој е доста успешен во нашата држава и пошироко.